Добро, почитувани медиуми, сакам да известам јавноста за активностите кои се превземаат од страна на општина Штип. Се наоѓаме на улица Драги Крупишки. Оваа улица ги поврзува населбата Дузлак со населбата Света Недела. Во минатото оваа улица имаше неколкукратен проблем. Пред се со честите дефекти на водоводната линија, која не соодветствуваше со потребите на жителите од населбата Света Недела, а поради честите дефекти асфалтната маса во минатото беше целосно оштетена и амортизирана. Поради оваа причина најнапред одвоивме повеќе од 2 милиони денари за промена на и замена на старата несоодветна водоводна мрежа со нова преку јавното претпријатие ИСАР. Активностите поврзани со водоводната линија за подобрување на притисокот за водоснабдување во населбата Света Недела ќе продолжите и во следните практично денови за конечно решавање на долгогодишниот проблем кој го имаат овдешните жители. За да денес, покрај активностите кои се превзедоа за промена на водоводната мрежа, на трасата каде што веќе се завршени активностите со подземната инфраструктура, почнуваме со нанесување на асфалтна маса и асфалтирање на улицата која ги поврзува населба Дузлак со населба Света Недела. И за оваа намена се одвоени 2 милиони денари, практично нешто повеќе од 4,5 милиони денари е вкупната инвестиција која како локална самоуправа ја вложуваме овде за обнова, реконструкција на инфраструктурата на потегот помеѓу населба Дузлак и населба Света Недела. Активностите ќе продолжат и на другите делови од градот. Во моментов се работи на улица Питугули, се работи на улица Христијан Карпош, се работи на кружниот тек на булевар Партизанска. Очекувам следните 2 дена да бидат изасфалтирани позициите на овие улици кои предмалку ги напоменав и да продолжиме со други активности кои се предвидени во програмата и планот за работа на општина Штип. Ова прилика ја користам да апелирам за трпеливост до граѓаните, затоа што сите активности кои се превземаат се поврзани со водоводни линии, затоа што потребата од реконструкција налага и прекин во одредени зони во водоснабдувањето, но верувам дека сите активности по завршувањето ќе донесат благодат на сите граѓани, затоа што со реконструкциите долгорочно го решаваме проблемот кој сме го наследили. Продолжуваме со активностите во интерес на сите граѓани на територија на општина Штип.